Се слуша? Да. Добро. Здраво на сите, јас сум Предраг, студент од 4-та година на ФЕИТ и ќе ви презентирам еден проект што го правевме со мој колега во 2-та година. Прво сте слушнали сите за квадркоптер. Тоа е летало со 4 пропелери и нивната аголна брзина се управува во зависност од тоа на која висина се наоѓа или како е изротиран во просторот или со која брзина сакаме да се движи. Проектот се однесува на еден крак од овој дрон и разгледува негово управување. Вака изгледа проектот. Кракот на едниот дел од кракот е прикачен мотор со пропелер, а другиот дел е прикачен на држач и кој му возможува слободно да ротира. Исто така на држачот има поставено потенциометар кој служи како сензор да го мери аголот под која е кренат кракот. И всушност тоа е што треба да се управува во проектот. Управувањето на аголот се реализира со PID алгоритам. Равенката на PID алгоритмот ви е дадена долу. Не навлегувам што означува секоја компонента, затоа што има многу да се зборува. Ќе спомнам само дека ова F што гледате во равенката ви е сигналот на грешка кој се пресметува како разлика од моменталната вредност и вредноста која што сакаме да ја постигнеме. Ако е се имплементирано како што треба, се сведува на штимање на овие три константи: КП, КД и КИ. Тие константи го дефинираат целото поведение на цел систем. Овие се деловите кои се користени за да се состави проектот. Искористен е мотор без четкици, еднонасочен мотор без четкици или brushless DC мотор, кој е поврзан на ESC или Electronic Speed Controller, кој има за задача да го движи моторот. Тој му кажува кој калеми поред треба да ги пали или да ги гаси за да овозможи ротација. Имаме напојување од 12 волти кој го напојува моторот. Потенциометар, како што спомнав претходно, како сензор кој го мери аголот. Како се менува аголот, така се менува отпорноста на потенциометарот. И најважно од се е Arduino. Arduino е микроконтролер и PID алгоритмот е испрограмиран на него и тој го води целиот процес. Тој ги собира подоходците од потенциометарот, тој ги врши сите пресметки и проценува колкав напон треба да му се приложи на моторот за да се крене на одреден, да се исправи под одреден аголот. Ова вие како оди поврзувањето, нема некоја си голема филозофија. Потенциометарот се поврзува на аналоген влез, ESC-то се поврзува на дигитален излез. Овој пример е даден за мотор со четкици, но во суштина поврзувањето е исто и како мотор без четкици. Само замислите си место овој драйвер L293D дека имате ESC. Се поврзува ESC-то на Arduino-то, напојувањето на ESC-то и моторот исто на ESC. Тоа е тоа во однос на поврзувањето и како работи. Сега имам едно кратко видео да ви покажам. Значи, од компјутер се внесува аголот по кој што сакаме да се исправи кракот и Arduino-то после го пресметува управувачкиот сигнал и кракот се исправи и се стабилизира на тоа место. Исто ако му се приложат нарушувања, има способност повторно да се стабилизира под истиот аголот. Тоа е тоа. Благодарам на вниманието. Ако имате прашања, повелете. И благодарам, Предраг, за ефикасната презентација. Значи,